Денеска слушаме апели од страна на парламентарното мнозинство на пресконференции да сме одблокирале работата на собранието, затоа што на тој начин сме ја попречувале можноста за подобра екзистенција на граѓаните. Аман бре, кој апсурд. Па сега ние сме тие кои што повикавме да се прекине со оваа постапка, да се прекине со оваа дебата од денот на објавувањето на локалните избори. Или во најмала мера да се прекине со оваа дебата додека го сочекаме мислењето од Државната комисија за спречување на корупција. Тогаш кој ја наметна оваа дебата? Од денот на објавувањето на локалните избори, вие сте тие кои што ја терате оваа дебата да обстои затоа што не го почитуваме изборниот законник член 8а. А околу испорачувањето на подобра екзистенција кон граѓаните, не знам јас како оваа дебата пречи да се подобри откупот на бостанот, да се подобри откупот на праската, да се подобри откупот на пченицата и не знам оваа дебата како ќе смета пример на онаа што ни следи сега, откупот на винското грозје. Каква ќе биде таму катастрофата, како што министрите се тргнати по одмори само, Господ нека ни е на помош. Колеги, колешке Дамчевска, оваа дебата продолжува од една единствена причина, а тоа е СДСМ да ја прекрие својата неспособност, а таа неспособност ја видовме уште со справувањето со пожарите, со справувањето со вишокот на земјоделски производи, оние кои што беа, чии што откуп беше во тек од јуни месец наваму, потоа сета реформатичност на оваа така гласно најавена реформска влада до сега ја видовме во укинувања, во разрешувања и во задолжувања. Бројчаникот изгледа уште пред да биде поставен, најавен нели пред изборите, изгледа превртен. Затоа што покрај задолжувањето претходната недела, денес ново задолжување. И тоа скоро 47 милиони евра. 14 милиони евра, 15 годишни државни записи. 3,25 милиони евра, 5 годишни државни записи. 27,3 милиона евра, едногодишни државни записи, скоро 44-45 милиона евра. На тоа ако се додадат и 30 милиони евра од претходната недела, 75 милиони евра за рок од 2 недели. Сигурно ако беше поставен бројчаникот до сега ќе превртеше. Благодарам.